Добро вечер, вести на Канал 5. Министерот за здравство Арбен Таравари ја поднесе најавената оставка до премиерот Христијан Мицкоски. Во неа наведува дека одлуката ја донел по внимателна лична и професионална проценка и дека ваквиот негов чекор е во најдобар интерес и за институцијата и за неговите лични принципи и дека му било чест што бил дел од владата. Во меѓувреме од собранието известија дека по барање на пратениците од Вреди за нов координатор на пратеничката група е назначен Беким Ќоку, а за негови заменици Мерита Колчи Коджаджику и Аднан Азизи. Пратеничката група на Вреди ќе функционира со 9 пратеници. Посебна пратеничка група најавуваат и од крилото на Таравари во Алијанса. Нема простор да се бара повеќе, а договореното од 2022 да се испорача. Е пораката која председателот на Европскиот совет Антонио Кошта е упати посредбата со премиерот Христијан Мицкоски. Оцени дека евроинтегративниот процес на Македонија трае предолго време и дека е постигнато многу. Прашан околу гаранциите дека земјава нема да се соочи и со други барања, Кошта вели дека договореното е јасно. Премиерот Христијан Мицкоски пак потенцираше дека ставот за уставните измени останува непроменет и дека ќе остане таков, додека Софија не покаже добра волја и не ги спроведе пресудите од судот во Страсбург, кои се однесуваат на македонците во Бугарија. Вели дека е подготвен во Брисел да разговара со бугарската страна. Знаеме што беше договорено во 2022 година и мора да го испорачаме тоа. И јас совршено добро сваќам кога премиерот вели дека веќе е променето знамето, името на нашата држава, кога вели дека имало измени во уставот. Сите тоа го сваќам и сега треба да бидеме сигурни дека никој нема да дојде и да побара нешто повеќе од она што претходно било договорено. И јас навистина се согласувам со него. Она што е договорено и сега треба да испорачаме. Никој кај нас нема проблем да, како дел од преамбулата, ги вметне, да речеме, хрватите, црногорците, словенците и останатите. Затоа што имаме принципиелен однос со тие држави. Дури ни португалците, ни шпанците, ни французите. Немаме ние таков проблем. Јас не можам да излезам и немам совест да излезам пред македонските граѓани и да им кажам дека ќе биде променет уставот, а при тоа да заборавам дека најмалку 14 пресуди од Страсбур има за македонците од другата страна на границата, кои што Бугарија игнорира да ги примени. Добре дојде на посетата на председателот на Советот на Европската Унија Антонио Кошта, бидејќи дава порака дека регионот, особено Македонија, е дел од агендата. Порача во вечерашното издание на само интервју министерот за европски прашања Орхан Муртеза. Тоа е унанимно донесена одлука и позади таа одлука стојат сите земји членки на Европската Унија. Нема начин како да ги избегнеме. Сите потенцијални писти на дополнителни разговори, преговори и изнаоѓање решенија за периодот после уставните измени може да стане збор само од како формално ќе биде отпочнат процесот на уставните измени. Сите препораки од официјалните представници на Брисел се во таа насока. На сите тие владини седници и на тие посебните, особено на посебните, не се сеќавам некогаш да присуствувал господинот Таравари и тогаш кога присуствувал не сум слушнал некогаш да дели грижа од тоа како се движи. Од како е формирана новата влада. Господинот Таравари секогаш истрчаше со такви изјави дека ќе видите многу скоро премиерот ќе почне процесот. Затоа да нема грижа на совест. Сега ќе треба да го прашате него. Јасно е како бел ден дека тој не се тргна од владата заради евроинтегративниот процес.
Основниот суд Кочани го прифатил предлогот на јавното обвинителство за укинување на ефективниот притвор и замена со поблага мерка куќен притвор за поранешниот министер за економија Крешник Бектеши. Судот се уште нема одлучувано по останатите предлози на обвинителството за 19 лица во врска со трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. Портпаролот на Основниот суд Кочани попладнево во изјава за МИА информира дека судија на претходна постапка одлучувал по предлогот за Бектеши, додека за другите се чека делегирање на член од Кривичниот совет и да се произнесат адвокатите по предлозите. Државниот јавно обвинителство вчера соопшти дека до судот во Кочани, освен предлогот за замена на изречената мерка притвор со куќен притвор за 2 лица, доставен е предлог и за продолжување на претходно определени мерки притвор и куќен притвор за 18 лица. Наместо во судница пресудата за прегазената велосипедистка Анита Цветковска од Битола, незиното семејство вели дека е слушнало од судиката која го водела предметот возејќи се во лифт. Во случајот биле сменети дури 4 судии, а семејството за присуда чекало речиси 2 години. За ова Дејан Трајковски. Наместо во судница, судската одлука ја слушнал во лифт. Александар Цветковски, чија сопруга беше смртно прегазена пред 2 години во Прилеп, за Канал 5 вели дека се уште е шокиран од односот на судиката Цветанка Никодиновска, која случајно ја сретнал во лифтот во Основниот суд во Битола, каде и му кажала дека сторителот Димитар Петковски добил 9 години затвор за случајот. Вели дека е разочаран од односот на една таква институција и очекува поголема сериозност од апелација. Прашањето кога влеговме во лифт за кај сте, јас викам на четврти за кај вас и таа ме погледна, за кај мене, 9 години, тоа е. Викам, како 9 години? 9 години толку е, вика, затвор осуден. Викам, не ве разбирам, тоа е тоа, нема шо, тоа е. Ама викам, ние идиме денеска, значи имаме земено ден од излезени сме, ден од работа. И така да за соопштување од луката. Нема соопштување, тоа е тоа, нема потреба никој да биде. Еве сега јас ви соопштувам. Јас бев во голем шок. Пред да излеземе од лифтот и кажав на судиката дека подобар момент и подобро време за соопштување на таква одлука колку во лифт не можеше да одбери. Од Основниот суд во Битола пак велат дека на закажаното рочиште за објава на пресудата биле присутни само од семејството на загинатата, на кој им било устно соопштена пресудата. На закажаното рочиште за објава на ден 14.5.2025 година во 13 часот. На објавувањето не беа присутни странките на постапката, беа присутни само од семејството на оштетената и нив им беше усно јавно објавена пресудата. Цветковски вели дека како семејство се незадоволни од висината на казната поради отежнителните околности и за тоа ќе се жалат до повисокиот суд. Како што кажа, Петковски ја прегазил неговата сопруга надвор од коловозна лента, избегал од местото и не понудил помош. Вината, како што кажа, се обидел да ја преземе неговиот татко, за сепак по 24 часа, Петковски кој е сообраќаен полицаец да оди да се пријави, но било доцна за алкотест по еден изминат ден. Преполни канти со отпад кои не се собираат со денови. Скопската населба Драчево е затрупана во смет. Дел од граѓаните пред камерата на Канал 5 вела дека миризбата на повисоките температури е неиздржлива. Иако надлежна за собирање на сметот е комунална хигиена. Оттаму, наместо одговор на нашите прашања, добивме закани. Здравко Димитров. Скопската населба Драчево со денови е затрупана во смет. Преполни канти со отпад, а дел од кесите за кои нема место во кантите висат заврзани по оградите. Граѓаните на населбата Драчево се жалат дека корпите од преднивните дворови не се собираат со денови или недели, а не можат да ја спречат ниту непријатната миризба која се шири од кесите со ѓубре низ населбата. И контејнерите пред зградите не се гледаат од куповите од кеси и вреки смет, а велат дека миризбата на повисоките температури е неиздржлива. Катастрофа. Колку дена не е собирано тоа ѓубре? Па секој ден е така. Секој ден го собираат? Не го собират, но секој ден е така ѓубре има. Овде живеам и го мирисам тој мирис. Затвараме све живо и прозори и све. А секој ден доаѓаат? Па ако е секој ден вака нема да биде. Повеќе од недела дена. Никој не го собира? Не. Како што гледам, и вие гледате сега, премногу ѓубре, мислам. Не само тоа, гледате и каква е ситуацијата со тревници, кои што се
пола метро може би има трева. Веќе 15 дена стојат кантите по цела улица, се умирисавме. Нема кај да ставаме, веќе ѓубре. Почнавме и во кеси да ставаме. Цела населба е затрупана, не само наша улица. У 21 век ѓубрето да не се собере. Улиците гледај ги. За собирање на сметот надлежна институција е Комунална хигиена Скопје. Иако испративме прашање на официјалниот мејл на институцијата, сепак наместо одговор за тоа дали е точно дека не се собира сметот од населбата и кога планираат да започнат со собирање, директорот Сабахудин Рустеми одби да даде одговор и се закани со тужба кон телевизијата. Неговиот одговор во телефонски разговор беше дека не е вистина дека не се собира отпадот во Драчево и дека во населбата редовно се чисти. Ваква е ситуацијата во Скопско Драчево последниот период. Во околината на крстот кој некогаш требаше да биде гордоста на кисела вода и на градот Скопје, сега незината околина изгледа вака загадено, затрупана во смет. Канал 5 покрај тоа што му укажа на Рустеми дека на терен е снимена еколошка катастрофа, тој остана на неговиот став дека чистат секој ден, а не добивме одговор на нашите снимки за натрупаниот смет по улиците и пред куќите. Ги завршуваме тука вестите, имајте убава вечер.